Вечерва со нас е и директорот на Агенцијата за јавни патишта и член на Централниот одбор на СДСМ Зоран Китанов. Цела Македонија, особено во источниот регион, е едно големо градилиште, се градат патишта, водоводи, канализации, гасоводи. Делчево е вклучено како дел од таа градежна офанзива. Повеќе за проектите во патната инфраструктура оставам на вас да се вратите. Поведете. Добро вечер, Делчево, добро вечер, Рува и луѓе. Одиме на победа! Така, сите заедно. Пред малку слушнавме иселени луѓе од истокот, кога ми беше доделена чест да ги водам јавното предпријатие за државни патишта. Камај да видам Источна Македонија, многу се иселува, да погледнам што е, како, каде е. Застанам доле од Кочани према Делчево, не можеш да пројдеш. Блокирано, паднато се, машини нема. Мислена е вовато од Светска банка, доаѓаат вика ќе го земеме кредитот за рехабилитација на патот и реконструкција од Кочани до Делчево. Викам, зошто? Па вика, не е завршена експроприација, не е добар проект, нема ова, нема она. Викам, не е фер, 2 месеци сум директор, дајте ми 3 месеца време. За 3 месеца сите проблеми ги елиминиравме, патот се заврши, патот се направи. А останатата бака што беше? Заради одрони, што пред тоа само популистички се тргнало да се рехабилитира, а не се согледал главниот проблем. Тој главен проблем, барал уште, прашав зошто не сте го офатили ова, бидејќи ми вика директор, ова ќе го направиме, а ова стално ќе паѓа. Па добро, викам, зошто не го ставихте у проект, убаво да се проектира, ако треба цела плајна, нека се слека. Па вика, ќе кошташе многу. Колку веќе кошташе? Па вика, плюс ќе треба уште 7-8 милиона евра. Замислете, колку цела триумфална капија на площад. Уште толку требало. Таа работа ја завршивме и се зададов со друга работа. Има ли во Манешевијата еден пат регионален кој што не е реконструиран, рехабилитиран? Ајде ќе ги броиме. Бигла, Делчево Пекчево, Делчево Звегор, Виница Берово, Берово Клепово, околу Виница до Лески. И сега знам се користи последниот момент да се заврши. 40 и некаде 3 километра се. Цела таа рехабилитација кошташе некаде околу 5,5 милиона евра. Замислете колку два споменика. Дали сте вие поневредни од два споменика на 1000 квадрати во Скопје? Толку се грижеле за вас. Еве, убава Манешевија, може сега да се возиш, безбедно да патуваш, безбедни еластични огради, се е направено. И пред некој ден во недела, не знам со кој образ го гледам од Барово, на ТПМ, во Пробиштип, вика, еве, помина повеќе од 3,5 години, а патот уште се прави. Вообичаено за нив да лажат. Па јас сум директор 2 години и 4 месеци. Владата е 2 години и 5 месеци. Една година имаше, да, што ни е зедал они. И сега ја бројат како да сме биле и тогаш. А не кажува, патот што се рехабилитира, и се рехабилитира. Од Крупиште до Пробиштип. Зошто има рок 18 месеци за рехабилитација? Од тие уништен до дна, до целата подлога од оздоле. Зато има 18 месеца. И патот се работи и ќе биде направен во рокот тогаш кога треба да биде направен. Ама стоеше до него и патот до Злетово 17 километри.
што не го погледна завршено за една година, комплетно рехабилитирано. Па што не отиде потаму кај Кочани? Обиколница на Кочани, со мостови, со се. Гледате, праѓата се рехабилитира. Па што не се качи од Кочани горе на убавата Пониква, да виде рехабилитирано, направено, заборавено од мараништо, од дете што го памтат. Велат и шират лаги, вика, готови патишта, не ги пуштаат. На сите национални медиуми го имам повикано. Тој што бил директор на ЈПДП, јавното вртете за државни патишта, и после тоа министр, значи многу го запознае. Да ми каже, да дојде у емисија на која сака телевизија, може и на ова, нема проблем. Да ми каже, кои се тие готови што би ги оставил, и јас да кажам што би оставил. Бандери на сред пат, асфалтирани, на Миладиновци Штип, 24 далеководи, не бандери, далеководи, не сме го пуштали. Патот требаше да биде готов, Миладиновци Штип, 3 мај, 2016. И кога дојде владата предводена од заедно? 2017 јуни месец. И како ние со Далинско, пред тоа го кочевме, да не се прави патот? Вистината е ова, ни повеќе, ни помалце, ни лажам, ни додавам, ни одземам. По финансиска книга платено, 53% завршени од автопутот Миладиновци Штип. За 3 години. За години и пол 47% завршени. Но, остаја надпатници кои што не завршуваат слепо. Куки гледам од Свети Николе десно, викам, абе, тука овие луѓе сега како ќе проаѓаат, па вика, тие нема имот и не стои. И добро, ајде да ги оставиме сега. До гробишта не може да дојде. И не се прави и тоа. И не се жали. Но, кога некој лаже за нешто, навистина без усум, стварно не можем да сватам. И пролетта ви гарантирам, од Тричешни до Крупишни, крај на април, експресниот пат ќе биде пуштен. Уште за толку ќе ви се скрати пат. А веќе отпочнат и од Крупиште до Кочани. И таа пака да пројде цела, да ја немаме веќе. Иако немојте да мислите дека не ја знам вашата желба. Вашата желба е експресен пат од граница до април. Знам тоа, ставено е веден проект, ќе правиме елаборат и заедно со ова влада предводена од заедно да ги почнеме преговорите и со Европска унија за да ни се отворат пристапните фондови, бидејќи тоа се скапи проекти и ви гарантирам, како беше она, цело е кога има се, а се ќе биде за овој дел кога ќе има експресен пат од граничниот премин па све до автопот. Ви благодарам, ви стојам на располагање за прашање. Ви благодарам за вашето праќање. До нас вечерва е и председателот на партијата на пензионери Илија Николовски.